Јас доаѓам од Прилеп, една моноетничка средина, и немав ситуација, немав прилики да се среќавам со различни луѓе, се до мојата 25-та година. Тоа беше во Струмица. Многу интересно, и Струмица е баш една таква средина слична како Прилеп, но бе војска. Сакам да раскажам една приказка за двајца ликови. Се вика, имињата нека бидат Селим Селими и Кире Кирески. Во тие 8 стражари во касарната беше и Селим Селими. Селим Селими беше младо момче од Лојане, од Кумановско, и него му беше страв да ја држи ноќната смена. А од друга страна, Кире имаше проблем со видот и не можеше да ја држи исто така ноќната смена. И што се случи? Кире и Селим одеа заедно на стража. Не едно стражарско место, а стражарските места му беа едно до друго и на никого не кажуваа. Сега, тој Кире сум јас, а Селим Селими е Касуми Касум. Тие се вистинските ликови и ние заедно одевме со Касуми Касум на стража па 1-2 месеци. И само можете да замислите двајца, ова е како филм, но ствари е вистина. Ние бевме сами, нон-стоп, и разговаравме. Јас тогаш за прв пат се сретнав директно да можам да комуницирам со некој што не е македонец, односно што е албанец. У моментот кога ние преминуваме во ултранационализам, или попознат во општеството како екстремен национализам, токму од тој момент тогаш се појавуваат ситуациите како што напомена на почеток, у било кој простор, у било кој место да отидеш, да можеш да читаш нешто каде што се навредува одредена етничка група. Тоа е бидејќи, кога потенцирав за ултранационализмот, потребата е во тие групи да се докаже дека нашата група, нашата заедница е помокна и посупериорна од останатата заедница. Буквално потикнувајќи се од овие вредности нивни, е задолжително на некој начин за нив да се докаже дека еве ние сме супериорните, ние сме најдобрите, најмокните, не знам си што, и потоа да се омаловажуваат останатите етнички групи. Значи јас како теолог на национализмот гледам како на една деструктивна појава која на човекот му го ограничува видикот, му го ограничува размислувањето, му го ограничува менталитетот и по дефолт секако ќе го води во насока на тој поинаквиот, на тој другиот да му нанесе неправда, некакво насилие, едноставно да доминира врз него. Зошто бидејќи тој да си ги оствари своите цели, воопшто немој грижа за тој поинаквиот кој што во наводници не го збори неговиот јазик, или не ги знае неговите традиции, или не ги почитува неговите обичаи. Значи, за мој поим, мислам дека се работи за будалаштина во наши услови на живење. Значи, неретко тој национализам некогаш има подкрепа во религијата, не како учење, туку од страна на некои теолози кои што во соработка со некакви политички структури сака да го искористат тој момент и да предизвикаат покрај националната омраза, после тоа со текот на времето да се правда со што? Да се правда со некој момент од религијата. За жал, параметрите на национализам се вградат преку тоа што го спомнав, негатив identity construction, значи преку вградење на негативен идентитет кон другиот. Значи, што повеќе го мразиш, и толку повеќе си од твоите. Тоа важи
во целиот регион. Значи, сега имаме многу комбинации во самиот регион. Што повеќе мразиш, сега, само така, или како пример, што повеќе мразиш, што знам, Срби, толку повеќе си албанец. Што повеќе го мразиш албанеца, толку си повеќе Срби. Или и другите и обратно, или со меѓу босанци, хрвати, грци, македонци, било која комбинација. Значи тука е проблемот дека ние сметаме дека ја сакаме нашата нација, се додека повеќе ги мразиме другите. Значи, овој вид на параметар, за жал се гради уште од образовниот систем. Сметам дека тука е клучното. А потоа, тоа е само додатна мотивација, значи спортот, начинот на навивање е само додатна мотивација на тоа што се учи во образовниот систем. Значи, ние во образовниот систем, во предметот по историја, главен, значи, како да кажам, главен параметар на предметот историја се војните. Тука е проблемот, во образованието. Како е поставено образованието, не што учат тие таму, туку немаат комуникација едни со други. И затоа мислат дека едниве сакаат да наметнат нешто, а другиве дека сакаат нешто да му земат. Истото тоа го имавме и со законот за јазици. Ако прашаш ти повеќето македонци ти велат, па добро, ќе му дадеме да зборуваат, ги имаат тие права, добро, нека биде напишано на таблите. Како ќе му дадеме? Како ќе му дадеме? Или ние сакаме да ги добијаме тие права. Не, тие права следуваат, тие се нормални работи што треба да бидат, а не сега едниве да се чувствуваат како дека дали, а другиве дека зеле. И на тој конфликт политичките партии во Македонија многу добро играат. На тој сензибилитет. Точно знаат кога и како треба нешто да пласираат за да поткренат национализам. Пред 20 години за прв пат се појави една интересна серија, детска серија беше тоа. Тоа се вика Наше мало. Сигурно сите се сеќаваат. Тогаш имав 10 години. Можам да кажам, на таа возраст единствен впечаток ми правеше зградата која што зборуваше и сите тие бои кои на тие годините ме потсеќа на гумени бомбони. Не дека немало тоа влијание врз мене во тие години и врз една генерација, затоа што може да се види дека сите ликови беа главни ликови од сите етнички заедници кои што зборува на својот јазик.